Парите кои ги земаат од буџетот биле оправдани бидејќи работеле многу, иако не можеле да откријат зашто преговараат или пак што сработиле досега. За Алфа ТВ велат дел од членовите на мешовитиот интердисциплинарен комитет, познат како Комисија за историски и образовни преговори со Грција. Професорот на Институтот по историја при Филозофскиот факултет во Скопје, Далибор Јовановски, појаснува дека новие комисии им се потребни години, некогаш и децении, па дури и тие да не излезат со препораки. Некој друг состав на комисијата ќе го направи тоа. Си работиме постојано. Јавноста, ако има препораки, ќе биде известена и тие препораки сигурно, ако има воопшто, ќе биде известена, бидејќи никој не работи во нашите научни и национални интереси. Тука треба да бидат смирени луѓето, бидејќи вакви комисии работат со децени. Тој додава дека се во постојан контакт со грчките колеги и оти материјалот за работа им е многу обемен. Немојте да мисли народот што нормално е заради се што се случи во односите со соседите, особено со Бугарија, да сте луѓето вознемирени. Никој не може да иде надвор од нашите интереси или не дај Боже ние да криеме ако нешто решиме да не известиме јавноста. Тоа е прво неморално, второ е неетички. За разлика од професорот Јовановски, неговиот колега Никос Чаусидис одби да одговори на прашањата околу транспарентноста на нивната работа. Порачаот и за истражувањата на Алфа ќе одговорат со заеднички став, ако воопшто решат тоа да го направат. Бидејќи доста сте активни во последно време, ние прво ќе поразговараме како група, потоа ќе реагираме, односно ќе видиме каков став ќе заземеме. Неговата колешка, професор Ана Чупеска, како и професорот Људмил Спасов, не насочија став да побараме од предводникот на ова тело, дипломатот Виктор Габер. Во врска со работата на комисијата, овластен да дава изјави е председателот, амбасадор господин Виктор Габер. Во согласност со правилата во врска со работата на ЗИКЕ, овластени да дадат изјави се МНР и председателот на македонскиот дел на комитетот, амбасадорот господин Виктор Габер. Но председателот на комисијата Виктор Габер не се одважи да одговори на нашите телефонски јавувања и писмени дописи, со цел да ја оправда платата која ја зема од граѓаните. Инаку истражувањата на ТВ Алфа неодамна покажаа дека ова тело од буџетот троши нешто над 7.000 евра секој месец, повеќе од 60 месеци, само за плати на членовите. Но без опипливи резултати или информации за нивната работа, бидејќи Министерството за надворешни работи на Османи неуморно се обидува да ги сокрие. За нивната работа изминатите 5 години, државата има потрошено скоро половина милион евра. Последно што излезе од оваа комисија беше менувањето на таблите на спомениците во центарот на Скопје, каде беше додадено дека тие се дел од хеленистичката култура.